Програми од прва категорија, наменети за целата публика. Раце испотени, очи заљубени, легни ми на рамоти, во нас се сите погледи. Почнува песната, срце застанува, одбрани од Бога сме, коедно да живееме. Влези ми во срце ти и вечно тука остани. Силно гушни ме, додека танцуваме. Нека трае среќата, поведи ме кон вечноста. Силно гушни ме, додека танцуваме. Вечерва е нашата, круна на љубовта. Браво, убаво утро, убаво започнато со музика и тоа љубовна, Харизма бенд. Добре дојдовте, драго ми е што сте мои гости, Александар, Сара и Ѓорги. Добро утро, добро ве најдовме. Прво благодариме на поканата, Елена, и чест ни е што сме ова утро баш овде гости во кај тебе. И мене ми е навистина чест и задоволство и драго што започнавме со позитивна енергија, со музика во живо. Ова е ваша песна, вие имате и авторска музика, и настапи во живо, и кавер миксови кои што ги имате издадено за овие 12-13 години, постоите од 2012. Кој го осмисли името Харизма? Па, Харизма бенд, самото по себе си дојде, заедно го смисливме, согласивме сите. Покрај харизматични момци, самото име го нази. Па им се придружи харизматична дама. Така е. После неколку години. Така е. Од тогаш некако уште поуспешни се, откако имаат дама во бендот, Мора така? да се похвалиме дека одме во нагорна линија, имаме доста настапи. Еве нешто за Круна на љубовта да кажеме. Круна на љубовта е песна создадена за првиот валцер на младите, нели? Да. Како што првиот танц е еден од најбитниот момент на младите и затоа е создадена Круна на љубовта. Како е да си единствена дама пак во бендот? Па, интересно. Може да кажам, се навикнав, забавно, да. Сите ти угодуваат, те слушаат, кој го има Сите. главниот збор? Главен збор, јас. Се разбира. Нормално, да. Александар, се сложуваш? Па да, нормално. Дама е една во бендот, така да ја поштувам и Така, мора да ме колегијалност почитува. има, да. Така, на пијано Тоа е Ѓорги ни отсвира и Круна на љубовта, една убава балада. Исто така имате уште една авторска песна, нели ваша, Наше време, и таа ќе ја слушнеме, ќе погледнеме приложение повеќе ваши видеозаписи. Со кого се работувате за авторската музика? Кои се ви помага околу музиката, текстот, аранжман? Музиката е на Александар Митевски, текстот е на Огнен Неделковски, аранжманот е на Бобан Василевски. Тоа се докажани еминентни имиња на македонската музичка сцена. И затоа и песната е
така како што е. Да. Да, и за неј имаме снимано видеозапис. Видеозаписот е сниман во Кавадарци во Домот на културата. Да. Како бенд сте од Кавадарци, матично ви е тоа или имате повеќе градови? Па ја и Џорџи сме Во од состав. Неготино. Ние сме од Неготино, да, поздрав до Неготино. Поздрав до Неготино. Сара е тетова, ама мажено во Кавадарци и останете се во Кавадарци. Так, Богомир Дамир ни од Да. исто Од од тетова, Скопје. ама во Скопје живе. Добро, значи да ги поздравиме останатите членови, Така, да кажеме поздрав, кои поздрав. се во бендот. И членовите и публиката што не гледа. Иначе за Круна на љубовта имаме и снимано видеозапис. Видеозаписот е сниман во Домот на културата Да. во Кавадарци, како што кажавме. На наше огромно задоволство и имавме и Други учесници. други учесници, да. Балетски уметници како Агим и Кала, што сме многу им благодарни што ја донесо Круна на љубовта баш така како што треба, што доликува. Исто така и го збогативме плюс со 4 виолинисти, Браво. да, за да биде малце побогати. Тоа е еден комплетно пакетче на Круна на љубовта. Да, тоа е ваша некоја реализација, нели од идеја до крајен продукт, Па, како да. тоа да изгледа, иако е спот во прашање, но сепак Да, и вие да имате удел како тоа да... Исто и песната и спотот е имаме и заеден удел. Удел сите, Да. Да. Значи, Како како да што изгледа, се прави состанок, што како да биде, план правиме. Намената ни беше за наменска песна, да си биде за првалца на младите. И што сме многу задоволни, многу е прифатена, пошто се повеќе и повеќе ја бараат да ја свириме на нивните први Така е. танцови и така. Да, и особено што е дуетите, има и Да. машки вокал и женски вокал и некако баш одговара за свадбени веселби. Тогаш кога сме кај Круна на љубовта, предлагам и да го погледнеме видеозаписот во продолжение, да ужива и публиката во она за што зборувавме досега. Може. Раце испотени, очи заљубени, легни ми на рамоти, понесе сите погледи. Почува песната, срце застанува, одбрани од Бога сме, коедно да живееме. Влези ми во срце ти и вечно тука остани. Силно гушни ме, додека танцуваме. Нека трае среќата, победи ме кон вечноста. Силно гушни ме, додека танцуваме. Вечерва е нашата, круна на љубовта. Нежно ми зборуваш, изгрева насмевка, во очи ми пишува, живот цел те чекам јас. На подиум на среќата, тремата доаѓа, доаѓа и проаѓа.
Ете го дуетот, Круна на љубовта. Како се чувствувате вака кој ќе го видите од после видеозаписот? Какви емоции ви буди? Имате ли некои анекдоти, интересни ситуации од снимање на спотови и на песни воопшто? Да, секој спот, мислим, секоја песна и секоја реализација што сме ја направиле, ни буди спомени вака кога гледаш, се потсеќаш каков бил моментот кога се снимал тој спот, колку сме се организирале да успее. Горди сме на тоа што сме направиле. Да. Што се случува кога ќе се изгасат камерите, рефлекторите, кога завршувате или во оние моменти на пауза? Кога ќе Сигурно има нешто заврши, интересно. се ослободуваш едноставно од себе и си викаш добро да заврши како што треба. Ама Да. се Да додека се седни, да се снимаш, одмори, едве чекам. Да, си возбуден, под стрес, трема некоја си имаш нормално. Позитивно. Да. А приватно се дружите исто, функционирате како пријатели или другари надвор од работата? Па да, како не, често правиме проба. На проба сме заедно цело време, се спремаме и Често сме знаеме и во ресторани да се дружиме. Да. Има дружба помеѓу нас. Дали Многу тоа- време сме заедно, така да. да Се имаме знае. поминато се заедно и наши свадби, и крштевки наши, и раѓање на наши деца и секакви прекрасни моменти. Стварно, и спојува ваши се. приватни веселби сте да. свирале? Се сме поминали заедно, така да... Браво. Не би било напорно, може би, на своја некоја веселба да треба да пеете, да свирите, или тоа е убавината сепак? Па, напорно, не Кога е со напорно. љубов. Да, баш, кога е со љубов, не е ништо напорно. Со задоволство ни тоа го правиме. Сега, например, за колега, Да. Сигурно, задоволството уште поголемо. Да, точно така. Каков се репертоар нудите на публиката, на гостите? Што е оно што најмногу сакате да го пеете, да го свирите за нив, или и тие ви кажуваат кои се пак нивните желби? Еве, Харизма Бенд, може да се пофалиме дека во последните неколку години работиме да имаме, значи, што е можно по квалитетен репертоар. Тој репертоар опфаќа и народен дел, и традиционален дел, и забавен дел. Значи, свадбите во последно време се малку поразлични од претходно што беа. Во која смисла? Во смисла вашиот на случај? репертоар, значи се бара и забавен дел да има, доста богат. Значи може да се каже дека 50% постоја народен, 50% Ги делим забавен. прво полувреме со второ полувреме Да, до вечера. прво не. полувреме народен, До вечера, второ полувреме народен. забавен дел. Исто имаме и традиционален дел кој што го изведуваме на свадби со 2 тапани из урла, А, браво, така. кој што тука ги изведуваме добро познати традиционални македонски свадбарски песни. Свадба е голема, ете мајко реши да се женам. Да. Море на срце. Мора на срцело некои патриотски песни македонски, како Бисер Балкански и Заветна. Значи тоа е еден блок од традиционални песни кои што стварно публиката многу го сака. Исто и нели како што споменав претходно, народниот дел, наменски песни за невеста, младоженец, кумови, Кумот, старосвети, да. свекрва, свекор, баба, дедо, Да. поред, девер, Така е. да не заборавиме некои. Да не се заборави некои од роднините. И второ време обично е забавен дел со поп рок песни, македонски од регионот, да. Да, на проектите исто се гледа дека и двете ви лежат, нели, народната и забавната музика, снимивте и свадбарски микс и поп-рок микс. Чија идеја беше тоа да го снимите и да го има и на платформите, да може да ужива и она публика која што не била, да речеме, на ваша приватна веселба, но пак да може да види и на интернет. Често ме прашува што свирите за забавен дел и ова е како еден вид одговор на сите тие прашања. Што свириме, како свириме, Баравте, добивте. Добивте, да. И визуелно како изгледа тоа, и звучно аудио како звучи. Околу еден час, мислам, дека има материјал снимено. Ги одбравме сите заедно, комплетно и може да се види баш. Да. Да, гледам и во Интересно. позадина дел од тој микс. А кое полувреме вам ви е лично омилено? Забавното, народното, каде се пронаоѓате повеќе, ако мора да бирате? Искрено, мене ми лежи и двете полувремења што ги викаме мене. Да. И народното и забавното, така да немам проблеми со тоа и Сарата, да си каже. Второ полувреме. Забавното?
Или како? Сметам дека се мојот смета? глас повеќе одговара на нешто такво. Рок одговара ми за народно нормално. Секоја може да се потреба. прилагодиме на- Да, музиката е музика. Да. Да. Георги, ти со каква музика си растал? Што си свирал прво? Со Зошто со да не? секаква музика, значи ако ви ја покажам мојата плейлиста, ќе се зачудите, таму има се. И рок, Како велат од и- Нирвана до Кафана. Силвана. Да, од Силвана до Нирвана. Сите сме така, да. Посебно ние музичарите, затоа што ова го работиме професионално. Значи, мораме да одговараме на барањата на, во нашиот случај, на младенците, кои што прават свадба. Или ако свириме во клуб, пошто бидејќи настапуваме во клубови, што е во тренд, што се бара за публиката што дошла, треба да ужива. Значи, следиме трендови, градиме некој стил. Сега за сега мислиме дека тоа го правиме добро, тоа го покажуваат нашите се побројни настапи. И сето е тоа една резултат на една долгогодишна работа, труд, внимание посветено на оваа работа. Колку долго свириш? Од најрана возраст треба да се почне кога е пијаното во прашање или нема граница ако сакаш да научиш да свириш? Нема граница, меѓутоа музиката се знае одма, уште од јас имам мали дечиња, да ги поздравам во оваа прилика. Уште од мала се знае дали некој може да стане нешто од него или дали има музикален, ритам, да. дали нема. Така да што се однесува до талентот. Треба да се има талент, меѓутоа покрај талентот потребна е многу работа, напорна работа. Како и за се друго, така и за Да, без трудот ништо. Ти, Александар, спомна дека имате и проби, па колку често пробувате, вежбате или вметнувате нови песни можеби во репертоарот, па се договарате? Колку често треба тоа да биде за да Па вака, ние сето тоа е успешно на крај? често правиме проби, да. Пробите се одвиваат кај мене, нели, во подрумот, мора да кажам. Како студио си го имаш направено или Па се прилагодно е за баш за провод. Да. браво? Супер. Многу не е убаво таму. Да, и таму ги правиме пробите, па зависност од побарувачката, например, ако има некои песни за срдување, знаеме по 2-3 проби неделно да се направи. И тоа ни оди многу добро и моментално и брзо ни оди. Пошто не е веќе јасни ни се некои работи повеќе. Мора да има проби. Да. А тоа баш како тренинг? Да, Два-три пати неделно како тренирање. Па без проба ништо. Така е. Да, мора да се прати и да се Да. вежба, што се вика, да. Прочитав дека во вашата кариера имате над 600 настапи досега. Таа е стара информација повеќе. Значи сега се повеќе, добро. Колку се пак сега во Не прашање? броиме точно, меѓутоа Имаме повеќе доста, се ајде, да не од 600 испадне на дека повеќе. се фалиме, да. Има. Фала му на Господ, да. Сега? Добри сме со настапи, сме Да. фин. Многу ни е мило што и за до година веќе ги резервираме за 26 Браво. година, имаме 26. доста свадби. Што значи оваа година сте веќе полни? Па може да се година. каже имаме нешто слободно, али мора Така малце е. да се одмори. Да. Па нешто ако испадне ќе ја резервираме и да слободно, така. Каде најчесто пеете, свирите? Во кои градови, да речеме, кога се свадби и приватни веселби во прашање? Најчесто свадби свириме, значи за тоа сме повеќе вложуваме труд. Свириме сегде низ Македонија, Цела претежно Македонија. Македонија. Тука во нашите градови. Скопје. Скопје, Нема Кавадарци, каде немаме Велес, свирено. Значи Тетово, секаде, Госпидар. да, не сте определени. Сегде, да. Секаде, секаде. Пробишти, Пшти, Охрид, Струга. Сите градови. Цела Македонија. Делчево. Сите градови. Видов дека во странство сте биле како Да. бенд, Да. како харизма бенд. Да. Кои држави сте ги опфатиле Па во вашите патешествија? Бевме во Германија, не знам баш точно која Германија, пред колку 3-4 исто години. во Турција имаме настапувано, Во во Келн Измир. беме во Германија, во Измир. Браво, тоа беше Келн, исто Германија, приватна во Турција, веселба Измир. или Па не, концерт беше. Организирана од наши иселеници, значи во кои што во живеат некој таму, вечер, да. Имаме почесто Во Турција понуди исто. од исто во Турција. Тие не се иселеници, мислам иселеници. Таму тие се наши луѓе во Турција, кои што некогаш живеле на ова тло, сега се таму. И Многу добро не прифати. Многу добро. Мислам, секој што бил во Турција, во Измир, знае за какви луѓе станува збор.
И моментално имаме понуди, меѓутоа, имаме понуди. бидејќи спомнавме дека однапред свадбите многу однапред почнаа да се закажуваат и Тешко. тешко се наоѓаат термини за бидејќи одењето од страна се бара повеќе денови ангажман. Да. Нели, например, се оди од четврток, петок, се враќаш недела, понеделник. А вам тогаш ви се свадбите? Да. Така е. Не е лесно да си музичар. Баш не. Е лесно да се организират. Мислам, организацијата е многу важна, другото е лесно. Да. Ето кога сме кај музичарите и музиката, вие ни подготвивте нешто за во живо повторно. Музика, па и ќе ни кажете кој сплет ќе биде следен, што ќе имаме прилика да слушнеме сега. Па еве ќе слушаме правен опасно сум влюбен во тебе. Добро. Па после бак ниме нежно може. Да, обично што ги свириме на свадби, на свирки сега. Ајде, може. Бели коњи седлани и сјајни бисери, јас ке донеса. Тајни морски длабини и златни ливади ке ти подарам. Сите турски цареви и римски леги не се доволни да те одбрана. Опасно сум влюбен во тебе, не сваќаш, луд сум без тебе. Но ква е тивка прекасна, води ме во рајска градина. Опасно сум влюбен во тебе, не сваќаш, луд сум без тебе. Но ква е тивка прекасна, води ме во рајска градина. Ти си мој, мили мој, само мој. За секогаш ќе бидам твоја, верувај. Сите дни, сите сни ќе не пленат, знај. За срекни денови јас сонувам за тебе. Макни ме нежно, ова ноќ, гушкај ме, миловај ме ти, шепни ми тивко, љубена, ти си ми се. Вети, вети, вети ми вечно, ке сум твој, најмили ти си сонот мој. Не сакам ноква, за нас знај, да има крај. Не сакам ноква, за нас знај, да има крај. Едно големо браво, навистина. Уживав, не сакам ни јас да има крај. Пењето. Ви благодариме. Ако може уште малку. Браво, навистина уживав, верувам дека и публиката пред малите екрани, а и оние кои што доаѓаат на вашите приватни веселби, свадби, така ќе го поминете, што значи летово, работно. Ќе имате ли време пак и вие малку да одморите? Па летото е доста работно, сме, како што кажавме, преангажирани. Оставивме една недела во август слободна. Добре. За одмор. Колегијален одмор да си направиме, мораме малку Така. да се одмориме. Колективно. Колективен одмор. И
Тоа е. Се враќаме после пак назад со работа. Така, Со некои свадба. следни проекти, дали имате во план уште некои авторски песни, музика што би сакале да би ја почастите публиката со ново нешто? Секако имаме во план да снимеме и нова и авторска песна со спот заедно Да. и со кавери. Многу и високо кавери. си ја поставивме Така. скалата на квалитет, така да гледаме тоа да го завршиме и не е баш едноставно сега да почнеме пак нов проект, затоа што и спотовите и песните што ги правиме и проектите се бараат многу труд, многу внимание, тоа бара и време и посветеност. Меѓутоа имаме во нашиот план да точка која што се вика нова песна и кавер проект. Да, добро е. Штом има планови, добро, значи има, не има. застанувате во ниеден случај секогаш сте ангажирани. А бидејќи сме пред самиот крај и ќе го погледнеме видеозаписот за наше време, уште една ваша авторска песна, па може и да ни откриете уште малку околу песната во однос на соработка со композитори, текстописци, спотот. За наше време стварно доста се потрудивме. Можам да кажем дека тој проект е на многу повисоко ниво, како што напомена колегата. И ќе продолжиме понатаму за останати песни и спотови. Патувавме до Србија за таа песна. На таа песна автор и аранжман е Јоца Савич, да. Текстот е на нашиот Огнен Неделковски. Аранжман има. Аранжманот и Аранжманот е на миксот и Јоца, мастерот микс и мастер е се правен правени во Франкфурт, Германија, во студио така. 1313, така. Тоа беше во врска за Пратечите песната за вокали се на- авторот, така. Пратечите вокали на Сузана Бранковиќ. Бранковиќ, да, исто така познато лице. Особено од која песна? Па тоа е женскиот вокал на песната Поноќ од филмот Да, Тома. да. Сузана. Така, да. Нејзините Тоа се пратички професионалци. вокали, да. Да, така баш пред малку ја спомнавме Да. песната и верувам дека сигурно и вам би било убаво искуство, нели, чест да се соработувате и со некои регионални Професионалци, звезди. така. Да, да, како не, тоа ни придонеси многу Да. И да гледаме видеото- по-професионално на работите. Видеото и спотот нормално ни е од Исто нашиот најдобриот. Даниел Јовески, да, он е најдобар за видеопроект, за филм да направи. Да, баш филм. Да. Да, снимене направи на од две спотот. локации. Добро. Да, во Тетово и во Во Струга. Гостивар, да, и во Струга. Во Гостиво, да. Доста вложен труд за таа песна, стварно. Да, да, ете штом сте отишли надвор од границите за да снимите некоја песна, дали тоа ќе го практикувате во иднина? Да соработувате можеби со некој од странство, од регионот. Зависи од понудата. Да, секако, ако имаме Ако добро. понуди нешто добро, Да. А ние истражуваме и бараме така Да. да може брзо ќе дојдеме до тоа. Така, значи отворени сте седиме за така, да. соработки. Така, да. И со други, да речеме, музичари, Како не, нели? Да, и мислам и за од Македонија, ние имаме и тука многу квалитетни музичари и автори. Да. Сакаме да работиме и со македонски, значи за наше време бевме до Србија, меѓутоа не значи дека не работиме со Да. со А македонски автори. имате желба со некој посебно од Македонија? Или? Ако имаме желба, ќе го контактираме. Имаме. Моментално Секако Огнен меѓутоа Ќе Да, знаеме тогаш. Да. Верувам, ако имате и таква Имаме, некоја и- соработка. Ќе бидеме известени. Да. така, да. Верувам дека ќе ни дојдете повторно, бидејќи си поминавме убаво. Мене навистина ми беше уживање денешното гостување и за нешто ново, како што кажавме, да испромовираме повторно во магазин. Тука сме отворени се вратите за вас. Како не ви благодариме и на вас, се чувствувавме прекрасно. Фала ви на гостопримството. Да ги поздравиме уште еднаш гледачите на вашата прекрасна емисија. И нашите И колеги. нашите колеги, и нашите фамилии, и Така, до да, сите, до сите. цела Македонија. И пошире. Поздрав, да. Ви благодариме многу. И да ги поздравиме нашите младенци кои што сме ги забавувале на Така, свадбите да. и идните што ќе бидат. Харизма бенд е за нив. Харизма бенд постои За тоа постои. за нив, да. Така е. Така, ете, сега верувам како, нели, ве слушнав како звучите во живо и знам зошто ви ја дале довербата. Да, баш. Слушнавме како звучите и во живо. Ви благодарам Благодариме. многу. Ќе продолжиме со видеозапис. Одиме со наше време. Вие уживајте и во овој спот на Харизма бенд. Ви благодарам за вниманието и од мене довидување.